Оперативно-техничката агенција нема овластување и нема законско право да врши набавки. Сепак купила малициозен софтвер за масовно прислушкување, тврди професорот Јован Јовчевски, кој бил вработен во ОТА и кој за незаконски активности предупредувал уште пред 4 години. Тогашниот директор Зоран Ангеловски побарал од него поддршка за набавка на ваков софтвер, но тој одбил. Ваквите скандалозни информации Јовчевски ги обелодени на Собраниска комисија, каде требаше да ја брани својата кандидатура за член на антикорупцијска, за која на крајот сепак не беше избран. Тогашниот директор на ОТА манифестираше коруптивни склоности и истата година сакаше да набави малициозен софтвер, меѓутоа побара мислење од мене и фактички сакаше да бидам председател на комисијата, го одбив нормално. Воедно објаснав и законски зошто не може ОТА да набави малициозен софтвер. Подоцна се истиот побарал помош од IT секторот да ги убеди дека е неопходна таква техника. Јовчевски предупредил и за други елементи на како што вели незаконско работење на тогашниот прв човек на ОТА. Пријавил во антикорупцијска јавно обвинителство, поднел тужба за дискриминација и кривична пријава, за возврат добил молк од институциите, а на крајот и отказ. Според него ваков софтвер може да набави Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Финансиската полиција, но не и ОТА, бидејќи агенцијата нема такви овластувања. Па видете сега, јас знам повеќе сигурно, мислам дека станува збор за малициозен софтвер. И мислите дека тоа е направено? Имам многу повеќе информации, но не сметам дека би било место каде што треба да зборам. Ама мислите дека тоа е направено, така? Таа купена е премета. За набавката на малициозниот софтвер, односно системот за следење на комуникации, алармираше и ВМРО ДПМН. Според опозицијската партија со оваа опрема, оперативно-техничката агенција има пристап до буквално целиот интернет сообраќај во државата, на било кој уред, на било кој телефон, на било кој оператор и на било кого.